Kaj nas je zima. Zima. Nautro je temno, napladne je temno, navečer isto. Той постоянно ме тера да танцувам. А јас станав нежна, деликатна, од се плашам. Нема со кого да си позборувам. А Захар Иванович, Олимпијада, Прохор Иванович, Васа Петровна, заминаа, си отидоа. И што се деновите? Сон, трева, наутро никнува, напладне цути се зелене, навечер овенува и се суши и... Сега што да правам? Господи, немам пасош, не знам колку години имам, а се ми се чини дека сум млада, рано е. Што ќе се случи сега? Откаде да знам? Веќе е 7:15. Утрово пак му беше лошо на Захари Иванович. Нема телеграма? Не. Сите стана? Павел Захарович воопшто не легнал. Болен е. А Людмила Михайловна воопшто не спиела дома. Или па внимавај. Ама зошто? Затоа. Секоја непријатност ми ја соопштуваш така задоволно. Васа Петровна. Ајде мавни се. Викни ги сите на маса. Дуња, чај, Олимпијада. Да? Людмила преноќила кај татко и разбра. Да. Дуња. Здраво, Васо. Здрава да си. Кажувај. Васа, на Захар му беше толку лошо. Ништо не рече? Не, само така клепа со очите. Ти, подслушни што ќе брборат тука за Людмила. Каде керка ти? И ти си ми некој родител. Не можам ништо да сторам. Немам сили. Сношти спиеше кај тебе, разбра? Разбрав. Да беше ја натепал. Како е Захар? Лошо. Не можеше ли да ги подпише документите? Не. Ќе чекаме. Почнувај. Согласен е попот. Бара 300. Дјавол да го земе, дај му. Сега му се паднало. А другите? Се е во ред. Што ми ја завршиме оваа работа, ќе почнеме да мислиме како да се справиме со децата. Треба да се внимава, може да се случи некоја лоша работа. А Ана се уште не доаѓа. Ни телеграма нема. Дуња, кој е таму? Јас! Зошто се криеш? Зошто не поздравуваш? Добро утро! Овде е моето деденце. Каде е ќерка ви? Тоа би требало јас вас да ве прашам, та нели вам ви ја додели црквата? Михајло Василич, води си. Дуња. Мамичке, срам ми е. Не можам повеќе вака. Ќе ми помогнеш, мамичке? Ти ме сакаш, нели? Ја знам дека ме сакаш. Знам дека ме сакаш, мамичке. Ајде, доста, стрпи се. Не можам повеќе да трпам, немам сила. Ти велев не е таа за тебе. Зошто не се ожени за некоја покротка? За некој изврат, а?
Ako ja sum izrod i žena mi treba da bude izrod, taka? Ili za nekoja kuca ili nekoja so krivi noza, taka? Ajde, prestani! Maš si li plačko? Ženata me železnom se prči kako kurva! To vas uopšte ne ve zasega? Ne vi je sram? Ti rekao da prestaneš. Odi, napij se čaj. Što napravam? Što napravam? Dajte mi pari da odam u grad. Tatko mu je na umiranje, a to je sakav grad. Mnogo si umen. Ništo drugo da izmisliš. Se uspa? До 3 часа дежуравка и тато. Кој плаче? Павел, срам да ти е, истерик. Што ти е? Дуња, дај чаша вода. Ти, не слушаш што ти се вели. О Боже, да може да те скријам некаде. Знам, вие се срамите од мене, а не заради мене. Не е убаво да плачеш, ти си маш. Ајде, зашто не одиш во собата? Остави ме, не ме допирај! Вие се гнасите од мене, така? Јас сум изрод, а жена ми е курва! Людмила Михайлова е курва! Курва! Наталија, оди кај Павел. Дуња. Што е? Людмила, отишла со Чичко. Каде? Значи фригот. Павел знае. Ќе дознае. Седи. Треба да се внимава. Керка ми почнува да се губи, а идејата на која што ја служам цел живот се руши. Значи Прохор. Тој. Ке видиме. Ке видиме. А нели го знаете како многу чесен и умен човек? И добар. И знаам јас тие финти. Чесност и добрина. И никој нема фајде од тоа. Дајте ми го вие тоа мене, ја што го заслужувам, повеќе не ги барам. Така ти е тоа кога човек се игра со чесност и добрина. Луѓето немаат никакво фајде. Пакосник е тој, Васа, пакосник. Што ќе правиш со него? Што? Кажите. Ќе видиме. А вие би требало да појдете кај господарот. Да. Се закатанчил гадот и не сака да умре. Господи, ти го знаеш мојот греф, мојот срам, мојата посраменост. Боже, извади ме од калта да не потонам, Господи! Каде е господарката? Каде? Пристигна! Ана! Не, Јудмила, лумпувала со Чичкото цела ноќ. Леле, какви работи! Какви работи, а? Такви? Глупачка. Дуња! Дуња, налеј ми. Дуња. Како е татко ми? Лошо. Долго се мачи. Сите пиеа чај. Павел неа ни допре чашата.
a njegovata ubavica pak ne spijeva doma. Da, znači Prohor, Ajde, vidi го чичкото курварище едно, сепак ја стуткала. дека jastutka, ama sramot. Леле, каква фаца ќе направи Павел? Изконам! Ушите ќе ти ги исконам! Кому? На изродот, животно едно, пак го пуштил мачорот во мојот гулабарник. Ха! Риголета куцонога! И нозете му се тресат од злоба. Девице, чај. Аха, а зошто ти се толку црвени оченцата? Мене, а? Да. А, да видиме. Леле, целиот си истуткан. Да не си спиел со сеалишта? Кој? Јас дали сум спиел? Глупости. Девице, чај. А, тој Павел вешти реден. Мачорот ми го задавил мојот најубав гулап и два шарени. А зошто Павел се разлутил толку? Ајде, тој што знае многу бргу старе. Глупак е тој, а жена му пак е убавица. Ај би требало да стане артистка или така некако. А што жена му е таа? Прохор Иванович, Кажувај, управителот праша... јас сум твој управител и друг немаш, јасно? И ајде, не туку ми се моткај овде, ајде бегај надвор блуднице. Што сака? Прашува дали може да го види. Не може! Не може затоа што јас сум невидлив. Ајде, кажи му на Михаил дека е тапоглав и крадец. А кратците се тапоглавија? Епа, братче, кај нас кратците не ти се многу умни. Многу сакам кога се лутите, станува многу интересно. Ти, братче, имаш ум на државник. Здраво. Девице, чај! За мене млеко. Семјон, вие што сте се озабиле толку? Па кога ќе се појавите вие? Целата природа се озарува. И животните. Животните? А тоа на мене се однесува, нели? Епа ти рече целата природа, значи сите животни. Бравос. Многу вешто го извртивте ова. Гледате ли, татко му умира, а тој се смее како озабен конј. Дуња, научете го на доличност, како што ме учевте мене на времето. Јас не знам зашто зборува. Татко ми боледува веќе 7 месеци. Да, моето братче е решителен човек, ама да умре не се решава. О, Боже. Што е? Ништо, јас само така. Како? Скрите се некаде на безбедно место. Чичко, Прохор е неморален и не е згодно вие, девица, да седите со него. Разам шпион. Слушај, Шпанецо. Личи! Ајде бе, ти кога си видел шпанец смотан еден? А, сум видел. Во циркус еден танцуваш. Доста! Одам да поспијам. Во 4 да сте готови. Пак ќе се возите? Со тројка. Семјон,
Ајде, земи ја жената и дојди со нас. А, не. Таа нема да дојде, а и Павел. Што, Павел? Па сега некако не е згодно. Тебе ли ти е незгодно, гаду? Семјон, Да, оди во канцеларијата. да. И внимавај да не поминеш како минатиот пат. Јудмила, Да. ти ме виде? Да. Зошто не ме поздрави? Простете. Заборавив. Ви посакувам добро здравје. Што правиш ти, Људмила? Не знам. Чесен збор, мамо. Вие, Прохор Иванич, Да? вие, например, не сте глупав човек. Не сте ни зол. Не, важно е дека не сум глупав. Вие би требало да знаете дека вашите постапки го доведуваат во конфузна состојба целиот наш дом. Ни го срамат името пред луѓето и сиот наш идеал. Нееднаш сум ги слушал овие зборови од брат ми Захар и секогаш му велев дека е доцна да ме учи. Навистина ли не ви е жал за младата жена? Па таа е уште девојка, допрва треба да живее. Простете, во млади жени и девојки се разбира многу повеќе од вас. А исто така, жени на ваша возраст ги гледам така како ни стакло целите. Павел е ваш внук. Кажете му, ако продолжи да си го рани мачорот со моите гулаби, ќе скинам главата. Значи вие сте непријател на семејството. Ајде, оставете ги тие финти. Семејство! Покојното ми братче не без ваша помош ме дотера до питачки стап. Го заборавате ли тоа? Семејство не благодарам. 30.000 излапавте од моите пари. Ајде, доста за тоа. Сакате да војувате? Што? Со моите деца, колку што разбирам. Ајде, без сентименталности. Како и да е, нема да се извлечете. Има закон. Васа Петровна, едно такво римско право, моето си е мое. Штом ќе отпатува Захар горе, јас и вие убаво ќе се разделиме и толку. Ви посакувам добро здравје. Дуња, што се случува со Павел? Малку се подсмири. Жал ми е за него. Што? Велам, жал ми е за него. Така. Мене, например, никој не ме жалеше. Кога Захар реши да објави банкротство, јас бев бремена со Павел. 6 месец. Мирисаше на суд, на затвор. А ние тогаш дававме пари тајно назаем, сандуците беа полни со туѓалишта. Се требаше да се скрие. Му велам јас нему, слушај, Захар, почекај, дај да го родам детето спокојно, но не! Кога тој ми се вдаде, леле, така тера во страф и треперење. Може би затоа Павел се роди грбав. Тоа беше потоа. Имаше 6 години кога забележав дека расте накриво. Да беше само тоа. А вие зошто не позборувате со него? Тој може да мисли поинаку за животот.
Не разбирам, зашто зборуваш? За животот. Не мислат сите еднакво. Некои сметаат дека секоја работа е грев и не сакаат... Глупости! Зошто навредувате? Зошто сите ги навредувате? Глупости! Што ли неки измислат луѓето, само и само да си ја оправдаат мрзеливоста. Слушај, имаш еден таков. Седи во кујната и проповеда дека се што е направено од човечка рака било грев. Му велам јас нему. Слушај, миличок, не јади го лебот. Веднаш остави го на маса, тој е направен од човечка рака. Не греши, пријателче, и марш надвор. Ама зошто сите имаат право на своја вистина? А сите почнаа да филозофираат. Захар многу не умуваше. Ама од прост селенец гледај каде се издигна. И умира. Па што? Барем си проживеа. А вие колку пати сте се жалеле од него? Ај, женски работи. Не кријам. Беше развратен човек и од развратен живот умира. Но ако го оставиме тоа настрана, беше голем човек. Јасно? Еди бегај. Веднаш. Не, глупачка. Кој беше вчера кај Прохор? Некој си Евгений Миронич. Адвокатот од градот. Не го познаваш? Зашто зборува? Не слушнав. Зошто? Се заклучија. А зад вратата? Не ти текна? Многу тивко зборува. Еј, внимавај, грешничке! Васа Петровна! Не заборавај која си ти! Васа Петровна, дозволете ми да одам в манастир. В манастир? Ајде. Ке ти дадам јас тебе манастир, овде се грижат за тебе. Без мене ке пропаднеш, нели? Нели? Да. Увикај го Михаил. Да. Што има Павел? Така. Така. Секогаш така. А што значи тоа така? Ништо. О, Господе Исусе, колку некадарни луѓе. Не знам што да правам, место не ме држи. Срцето ми умира. Ако не можеш да излезеш накрај со една жена, тогаш трпи. Колку? Колку жесток човек сте вие, мамичке. Јас ли? Во состојба сте да ринете со собствениот син како со лопата само за да изринете пари. Зошто не се закалуѓериш, Павел? Јас? Зошто? А што да правам со тебе? Не така. Не така. Тоа не може да биде! Вие, а ти не! Со кого зборуваш ти? Со вас! Надвор! Ич не ми е страв! 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 Дуња, надвор! Вася, Како разговараш ти со мене? како? Дрско! Смири се малку, господине мој! Јас сум се уште господарка тука! Знаеш ли дека вчера кај Прохор дошол адвокат? Знам. А таа ваша рипа Ги пропуштила. би требало малку да се подзаплаши. Да, тоа заборави што е страф. Да си го бие собственото дете, тоа така лесно не се заборава. А ти не заборавај дека детето беше на Семјон. А кој може тоа да го докаже? Не се родило со печат од таткото вршелото дете, како и секое друго дете. Поинтересно е тоа што мајката е овде, а детето го нема. Поразговарај малку со неа. Може. Зборувај. Тоа се машки работи. Прво ступај, а потоа погалија. Така јас тука си позборував со Прохор. И што? Вели дека сакам да му ги земам парите. А зошто да не може? Сака делба. Да. Ете.
Ете какви денови дојдоа. Треба нешто итно да се предземе. Што? Захар е многу болен човек, може секој час да умре. Глупости. Сите ќе не начивее. Тоа е Божја работа. Почна да зема нови лекарства по сметките од аптеката, знам. Аптекарот Јако вели дека тоа се мощне опасни лекарства. Лекарства па опасни. Пијаните муабети на Јаков. 2 лекарства се. Едното за срце, а другото незгодно ми е да кажам. Кажи, кажи. За сила и задоволување на жените. Аптекарот Јако вели дека тие лекарства се многу опасни, не смеат и си противречат едно на друго, не сме да се земаат туку така. Но ако се зголеми дозата... Ти, миличок, изгледа си решил да го отруеш, а? Свести се. Ајде, Господ да чува, не сум ни помислил. Биди предпазлив. Ајде, незгодно ми е дури да... Немам сметка да те навредувам. Само кога зборувам со тебе се чувствувам спокојна. Знам, не заборавајте дека цел живот служам така само за една цел. А и керка ми, единствената ви ја дадов кога ја побаравте за Павел. Фала му на Бога, вие и јас. Се уште умееме да живееме. А за Јудмила нема зашто да се лутиш. Јас ја сакам и бев против. Знам. Добро. Доста, пријателе. Не одлагај за долго работата со Олимпијада. Бидете спокојни. Важно е ти да си спокоен. А кога не сум бил? И уште денес среди за тестаментот. Разбирам. Повелителн, ќе ви ја побарам раката. Сега е сима Дуњаша. Тој ме сака. Да, тој ме сака. Толку ме сака. Господи, ако ме измами, не знам што ќе се случи со моите нерви, Господи! Мамо! Ана! Дуња надвор. Што се случи со телеграмата? Веќе неколку дена чекам телеграма. А мене не, така ли? Како е татко? Лошо. Ти видели некој? Некој момче ја отвори вратата и избега. Не ме праша дури ни која су. Така. Многу добро. Види каква си станала. Дојди да позборуваме малку насамо. Значи, татко? Да. Тој умира, несреќа се надвиснала над нас, Ана. Слушај, Ана. Слушај. Чичко ти Прохор сака да го повлече својот дел од предпријатието. А тоа се многу пари. А кој му ги спечалил тие пари? Кој работел за нив? Захар, јас. А што правеше Прохор? Бркаше жени, се мафташе по театри, сам човек. Зошто му се нему пари? Почекајте. Послушај ме. Семјоне во рацете на жена си, а таа една кротка и тивка и трица го тера да се одделат. Павел пак е несрекно човече, а жена му пак ти ја знаеш, тој се ожени за Јудмила. Не му одговара, изгледа почна да се курва. Седно. Сите сакаат да бегаат. Затоа те повикав. Ти си човек од страна, може би ти ќе видиш
Ке разбереш што треба да се стори. Се да биде со помалку греф. Ете што била работата. Банкротираме? Тешки години. Големи загуби. Работници нема. А наследници колку сакаш. А наследниците се лоши, Ана. Се што постигнавме со татко ти пропаѓа. Разбираш? Татко го потпиша ли тестаментот? Не. Не знам. Не знаете? Вие? Веројатно го напиша. Да. Така. Зборувај со браќа ти. Скроти ги. Тие мене не ми веруваат. Моите синови. Мислат дека сакам се да грабнам. А тебе? Тебе треба да ти поверуваат. Ти не ги засегаш нивните интереси. Ти си лишена од наследството. Татко ти те протера. Значи така, ми фрливте 10.000 како на питачка и тоа е се? Имам документ во кој пишува дека си го зела својот дел. Но што значи еден документ? Вие ќе ми го подарите, не ли? А за какви услуги, мила моја господјо? За какви услуги? Дајте ми време да се снајдам. За секакви услуги. Добро. Снајди се. Како живееш? Така, Како е твојот? полетните маневри стана подполковник. Пие. Може ли офицер да не пие? Болен е. Наскоро ќе станам вдовица. Така, помина љубовта. А како вриеше тогаш. Јас ти велев, Мамо, да не зборуваме за тоа. Зборуваш така решително, смело. Седиш нога на нога и пушиш цигара. Пушам. Не личи така на една дама. Мене ми личи. Облечена си модерно. Умеам. Како се внуците? Децата ми се здрави и весели. Знам дека првото ти умре. Да, беше болно, слабичко. Така. Првото беше болно, а другите се, фала му на Бога, живи и здрави. Од болен маж. Умна сте вие, мамичке, умна. Дуња, кој е таму? Јас, седно, ништо не се слушаше. Ми рекоа да дојде една дама со куфери, ајде. Здраво, Павел. Здраво, Ана. Прашај го, зошто ја демне мајка си? Да, веќе ја демнам, да. Не се радуваш ли што ме гледаш? Ана! Павел! Ана! Кајна се како во лудница! Мама си е истата. Не, положај од порано, сака се да зграби во своји раце. Но тоа и така си е во неизини раце, Павел. Не повеќе, само додека е жив татко, па доста е. Не сме веќе деца, Самјон е 3 години постар од мене. Заедно живеете? А кога како, Самјон е многу глупав. А жена му? Таа е Итрица, ќе ја видиш. Ти си многу убава. Да, и облечена си некако многу убаво. Кајна се како во лудница.
Ti si se oženil za Ljudmila. Da. Da. Ništa pametno ne možeš da napraviš ovdje. Jaz počnem da trgovam со стари икони, мама ми вели ти многу пари трошиш, а на Бога не се молиш. Та не разбира дека од 1 рубља можеш да заработиш 1000. Во градот има еден трговец, тој за 6 рубли купи 9 чини и ги продаде за 320. Ете такви работи. Ние овде плочки, ѓавол да ги носи, дрва. Каква дама! Господјо? Господине. Чичко Прохор! Тирам, тарарара. Ајде, дај ми еден бакнеш. Чичко, не срамете ме. Тебе ли? Не, лажете такви со очички како твоите воопшто не се срамат. Семјон? Ана? Семјон! О, Боже, колку си дебел. Господи, колку се радувам. А колку време не сме те виделе, а? Запознај ме со жена ти. А, веднаш. Наталија, еве, ова е Ана. Помниш, ти раскажував како постојано ме тепаше кога бев мал. Малку ќотек си јал. Здраво, Ана Захаровна. Бум! А таа ми е мирничка и кротка. Со памук крвта ти ја пие. А каде е Ljudmila? Не знам, спие. Ти не се сеќаваш на неа? Да. Беше многу убава. Ти да ја видиш сега, звер! Ама ја пофали. Тоа го зборува намерно, сака да ме предизвика. Ќе Павел! Тоа го прават намерно. Да може во капка вода ќе ме удаве. Павел, тоа е страшно, Павел, смири се! Убава е, сестра ти. Да, Само што очите многу и шараат. а личи на мајка ни. А во телото гранд дама. А каква разбойничка беше? Како ме тепаше. Не е убаво од Ljudmila што не доаѓа. Не е учтиво кон Ана Захаровна. Ана Захаровна, дозволете ми да ве поздравам по повод вашето доаѓање во родната куќа. Во својата куќа. Својата, што сака да каже? На што многу се радувам. А вие, Михаил Василевич, ни малку не сте остареле. Се радувам што ве гледам. И јас. Од душа. Ана? Ljudmila? О, Боже, каква си станала. Пак ти си како сонценце. Почна да се лигават. Ана, оди кај татко ти. Не ме е позна.
ме заборави. Пустите ти флехана. Толку фино девојче. Нежните зборови, љубовта. Друг пат ќе поразговараме. Сега оставете ме на мир. Сега мечтам! А кај нас е зима. Темно. Ништо. Ќе дојде пролета и мојата градина повторно ќе биде млада, полна со среќа. Во неа ќе летаат ангелите небесни, како да влегуваш црква. Да не заборавам, господарите замина, Олимпијада исто така. Душата ми се насити од несреќа. Така е, Господи. Зима, темно, треба да пиеме чај. Пропаѓам. Пропаѓам. Јам. Зошто не ми пиша? Ствено ме демнат. Мажот ми, татко ми. Ај, зашто да ти пишам? Што знам што те интересира? За тебе. За сите. Веќе ништо не разбирам. За 2 години оглупев. Станав злобна. Зошто се омажи за Павел? Така требаш. Навистина. Да. И? Како се случи тоа? Ти си толку предпазлива. Времето беше такво. Особено. Насекаде бунтови, штрајкови. Исто како чистење пред празник. Чистиш, чистиш, чистиш. Празникот го нема. Се заврте еден тука. Убавец. Рече си момче. Си паничав, ама убав. Каде е? Исчезна. Знае ли Павел? Никој не знае, освен Чичко Прохор. Како така? Така. Научил некако. А убав беше тој си паничавиот. Неверојатно нежен, добар. Исчезна. А каков човек е Чичко Прохор? Не знам. Се забавувам. Нежен е, се држи како кавалер, а потоа бара да си платиш со камата. Ништо. Бог ќе му суди. Не сакам да зборувам лошо за него. Сепак еднаш ми направил добро. А ние треба да го помниме доброто. Не сме неблагодарници, нели? Не знам. Еден близок човек имам. Мајка ти. Малку зборувам со неа и таа не ме прашува за ништо. Ке ми се скара така од време на време заради Павел, но со срцето чувствувам дека само таа ме сака и ме жали. Да не беше таа што ќе праве. Навистина? Ќе дојде пролета и ќе почнеме со неа да работиме во градината. Колку убаво да ја помагаш на земјата да се накити со цвеќе. Зори ќе чукне и ќе рече: ајде, станувај. И ќе тргнеме двете. Ќе молчиме цел ден до вечер. Нема да ја препознаеш градината како се разубавила, какви се јаболката, вишните. Убав е животот преку пролета, летото, есента. Преку зимата е страшно. Тешко. И мене и нејзе. Тесно ни е некако во овој дом. Да си го кажуваме тоа, но и двете мислиме едно исто. Ти се станала некако здодевна, неинтересна. А ти си толку убава. Млада. Ке видиш каква ќе бидам напролет. Нашата градина
Наутро целата потонала во роса. Свети на сонцето, мислиш влегуваш во црква. Ти се врти во главата, срцето ти запира. Почнуваш да пееш како пијане која ќе запреш. Мама вика пеј! Погледам лицето. Некаде помеѓу дрвјата. Светнато. Добро. Светнато. Добро. Да. Сеќаваш ли како си игравме во градина? Еј, вие кого го зборувате? А? Што сакаш? Да ти се насладувам. Излезе. Не сакам. Изрод. Гледаш ли, Ана, со каква сотона ме осудија да живеам цел живот? Лажеш! И самиот ме молеше, лазеше на колена како питач. Престанете. Разбираш ли, бидејќи ништо не ми може, само ме нервира со разни пакости. Ми подарија сибирски мачара, тој ми го отро. Не е точно, тој ме изгреба, не го отрув, пукна од прејадување. Молчи ни мајмун еден! Не можам да те гледам. Излезе. Не може да ме гледа. Што мислиш да правиш? Ништо. Ако ми е тешко мене, нека и биде тешко и неизе! Ана, помогни ми. Помогни ми, те молам. Ќе ти дадам пари. Се ќе ти дадам. Ќе ти дадам пари. Кога ќе умре татко, се ќе ти дадам. Што можам јас да сторам? Ти се омажи од љубов. Научи ја да ме сака. Научи ја да ме сака, јас толку многу ја сакам. Бескрајно. Таа ќе заспие, а јас покрај незиниот кревет. Изборувам људа. Људа. Секој има по нешто што сака, а јас грбавиот те имам само тебе. Така изборувам. Изборувам. Таа спие. Спие. Павел, смири се, Павел. Смири се. Павел, смири се. Павел, те вика управителот. Бесен е. Ајде нека оди по ѓаволите. Си го натепал малиот во канцеларијата. Да? И што? За него и треба ќотак. Наташа, почекајте. Тој од жена си се жалеш, а? Вие изгледа многу добро се разбирате со него. Јас со сите еднакво. Не ви ли здодевно тоа? Зошто? Вие сте млада. Тука нема забава. А мажот ми? Доволно ли е тоа? Тој се грижи да не ми е здодевно. Ме смее и се. А впрочем времето веќе и тука воопшто не е за смеа. Навистина? Да. Сега веќе не може да се живее како порано. Треба да се преселиме во градот и се да биде поинаку. А како поинаку? Не знам. Јас многу си мислам за тоа, ама се уште не знам. Едноставно треба да се живее по градовите. Тие се заштитени, има војска, има полиција. Не знам. Кротките луѓе се селат, Ана. Се советуваат едни со други и си одат. Овде доаѓаат разни луѓе. Пред некое време се заврти еден што на сите им кажуваше дека секоја работа е греф и дека не треба да се работи. Боже, колку се исплашив тогаш, си реков што ќе биде со нас ако никој веќе не сака да работи. А ете, значи какви сте вие? Ма мене детето ми е болно. Јас по цели ноќи не спијам, си мислам за разни работи. Јас сум млада, мене тука никој не ми го слуша зборот, а вие ме слушате и тоа ми е многу пријатно. Чичко, вие од каде доаѓате? Од
Гулабарникот. Црнци, 3 месеци ги молам да ги поправат скалите, а тие не сакаат. И ана, еден ден ако паднам и се испокршам, тоа ќе биде намерно, така да знаеш. Тоа ќе биде работа на Павел. Хајде, Чичко, што зборувате? Знам јас што зборувам. Еве пред некој ден си седев јас така во гулабарникот, а некој мирно ги извлекол скалите и ја затворил вратата. Беше темно, се обидов да стапнам, скалата падна и ја за малку што не се струполив со неа. Вечерва пак истото ми се случи. Како да го разберам тоа, чии се тие обиди за убиство? Ако продолжат да го нервираат Павел, тој може да направи голем греф. Ајде, вала молата магарица почна да глаголи. Залудно вие мене ме споредувате со магарица. А сепак се прашувам, чии се зборовите во незината уста? Мене ми е се едно, јас сум керка на трговец. Наташа, не треба да ги подкрепувате тие страшни сомнежи на Чичката. Вие и самите добро ја знаете причината за тие страшни сомнежи, Ана. Добро знаете дека несреќните луѓе стануваат многу злобни. Како, а? Гулабица со ум на змија. Умот ми е просно човечки. Простете! Чичко, зошто вака се однесувате кон неа? Не ја сакам јас таа мрачна душа во мрачна мантија. Знаеш ли дека еден ден ги слушав со мажот си како си мечтаат за иднината? И си лежам јас така сам и он, во виолетова кадифена наметка, а под неа сум сосема гола. Или си седам во еден келкшоз. Шезлонг. Се едно е. Кај нас доаѓаат разни луѓе, тука е началникот, градоначалникот, судиите воопшто, целиот град. И сите љубоморат кога ме гледат. Ах, тој Железнов каква жена има. А јас ете така или ќе го протегнам нодженцето, или ќе го покажам раменцето, па нека пукаат од злоба. Добра илустрација, нели? Браво, браво. А Семјон, глупакот, се смее како идиот. Чудна жена. Изгледа не е многу умна. Дјаволот ќе знае каква е. Понекогаш така и играат очичките. Сите ми се здосадија, сите. А зошто се уште тука живеете со нив? Ама прашање. Тука ми потонаа сите пари по милозливата волја на таткот и Захар. Но што еден ден ќе си ги приберам, збогума рамиско семејство, И тогаш, каде? во Москва! Во главниот град! Јас таму имам плод на несреќна љубов и многу добро зрее тој плод. Значи така. Веќе е студент, има прекрасна фаца. А мајката? Мајката умре жалосно. Ме нарекува неочекуваниот татко, весел човек е проклетникот. Знаеш, весел човек и ништо не сака. Не е наша крв. Не е наша крв. Знаеш, го сака театарот, ги познава сите актерки, студира митологија. Филологија. Не, добро се изразив. Има таква наука. Тој ми раскажуваше за тоа, а и јас сум читал за грчката војна, за Одисеј. Мајко му е каков смекер бил Одисеј, лажел мајсторски, дури и во пеколот слегол. А таму нема ништо. Само празна досада. Мојот син исто така добро лаже. Сакаш да играме карти, ќе ја викнам Људмила и Наталија? Хајде. Зошто не? Значи вие го напуштате предпријатието. Да. Да, веќе стареам. А и што предпријатие е тоа? Знаеш, порано се чувствував како господар. Се шетав слободно. Сега гледаш дека пак ти се поклонуваат луѓето, но приметуваш дека тоа е од нивната злоба. Да, на тоа е грчката Илијада. Секој гледа да те тресне по тиквата. Нека оди по ѓаволите тоа предпријатие. Бум! Семјон,
Сакаш ли да играме карти, ќе викнам Людмила и Наталија? Може! Ана! Градот е голема работа. Се цврсто, куќите од камен, светло, чисто. Луѓето сте поинакви. Се знаат. Разговорот широк. Мислењето, политиката, се различно. Интересно се живее. Да. Врие од курвички. Ајде, мавни се таму, Женка Реден. Семјон, ти навистина мислиш дека тој има нешто сериозно со Људмила? Има нешто? И трого кажа ова. Тоа е градот. На сете учи. Да, се разбира, Чичко има нешто со Људмила. Дури повеќе. Го слушнав еднаш како ја учеше. Што ја учеше? Не можам да ти кажам, срам ми е. Семјон, ајде кажувај, нели сум омажена? Абе, седно и јас многу не разбрав. Што треба да направи жената за да не се раѓаат деца? Па Женкар, работата воопшто не го интересира. А тебе? Мене? Гледај, плочките и тулите се тажна работа. А и народот станал некако мрачен. Полиција забрани пијанства, тепачки. Тоа е здодевно. Но, што му умре татко, одам во градот, таму ќе живеам. А кој ќе го раководи предпријатието? Еби му мајката на предпријатието ќе се затвори. Нашето предпријатие и онака е мината работа. А мајка и Михајло, ако сакат, нека работат. Прости. Јас во градот ќе отворам златарница на главната улица, на Дворјанска. И фирма Јувелир на Семјон Железнов. Јувелир. Слушај само колку е мек зборот ју. Над златарницата ќе ми биде станот. Ќе купам хармоника. Ќе свирам на неа. Господи, кога ги гледам сите дела на твоите прсти си велам, што е човекото да го помниш и синочовичките да го посетуваш. Блажен оној кој го разумуваш, Господи. Ете ти ју, зашто се скара? Павел рече дека нема да ме пушти да играм карти. Почнав да се смеам, тој ме турна, почна да вреска. Чичко го удри по главата Ана. Семјон, што стоиш? Оди раздели ги. Јас? Зашто јас не сум полицаец? Господи, ти го знаеш моето безумие, моите гревови. Не остави да се посрамам, Господи. Боже, што е? Боже, што живот е ова? Людмила, смири се. Чичко берем да го убиеше, Павел. Тој е толку ништожен. О Боже, толку одбивен. Господи, не остави да се посрамат оние кои веруваат во Тебе, Господи. Така ли мислиш да живееш, Људмила? Не знам. Зависи. Среќата е скапа, Ана. Колку и да е мала. По Великден. Така ми рече. По Великден.
Što se slučilo povtorno? Мамо, направете нешто. A ti? Što si napravila ti, a? Ништо. Павел и Чичко се степа. Јас нешто те замолив, Людмила. Не можам, мамо. Вие се знаете. Вие се разбирате, не можам. Добро, бегај. Оди таму и смири ги. И двајцата се кретени. Често ли е вака тука? Да. Понекогаш така ми се стега срцето што ми иде. Мака ми е за Павел. Многу ми е мачно, Ана. И на Людмила не е лесно. Ништо не е. Таа е тврда како камен. Има нешто ново. Тие тука се исповедаа. Прохор. И тој. Знаете ли дека тој има син? Да беше само еден. Па што? Но еден сака да озакони. Лажеш. Ме плашиш. Тој така вели. Ете. Тоа е крајот. И? Семион пак сака да се пресели во градот. Значи така. И? И Павел исто така. Молкни. Ке му го најдам јасним местото. Мавнете ја, скротете ја таа идиотка, тргнете ја од мене! Наталија, престани! Кој освен мене тука ќе ја каже вистината? Наташа, сети се! Ју! Лукни и бегај! Што се случи? Вашата снаичка малку се разбеснила. Вие го претворихте Павел во дивјак. Семион, главо проста! Чичко, вие тука сте најумниот. Јас ли? Не. Овде ме побудалија. Знаеш ли дека тој изрод замавна со нож на мене, а? Ама вие сте виновен за се! Семион, имаш ли ти власт над жена си? Добро, мамичке! Сите само тоа знаат, власт па власт, а не гледат дека веќе нема кого да командуваат. Не, сега се ќе кажам. Вие упропастивте Людмила! Ти си глупачка! Таа си беше така уште пред да се омажи. Раскажете каква сум била пред да се омажа. Людмила, замолкни. Што ти е? Одете! Одете сите по ѓаволите, сите! Веќе замавнавте. Ајде. Чекајте, ќе ви ја затнам јас вас устата! Удирајте, ајде! Избега. Се исплаши. Ти реков да замолчиш. Се едно, мамо. Сега Павел ќе дознае се. Се ќе дознае. Ајде да си одиме, сега ќе започне караница. Наталија, например, нема да молчи. А ти што мислиш дека ќе премолчам вистината? А ти не заборавај! Ју! Се би направила само да се извлечам одавде. Ете! Гледаш ли, Ана? Веќе никој со ништо и со никого не е сврзан. Граба и бегај! Само тоа знае. Јас немам што да грабам. Мене ништо не ми треба. Дајте ми живот! Ало, дайте ми пари да одам в град. Господи! Како убаве! Людмила, престани! Ајде, вие мајка сте или што стана? Ајде, кажи! Јас за скоро ќе ти најдам место, Павел. Мамо, пуштете го. Господ знае на што се е спремен Чичко. Не се плашам од него. Не се плашам од него. Но Чичко го претепал Павел. Лаже. А Павел е слаб човек. Но и слабиот. Кога ќе се налути... Престани! Ана, ти сакаш нешто да ми кажеш? А? Ана? Людмила, излези. И ти, Павел. Ана? Семион. Да? Наталија, напор. Сакаш нешто да ми кажеш, Ана? А? Ана? Ана? А ти? Што си наумила ти? Ја што? Не прави се наудрена. Павел ми е син. Заборави? Не разбирам. Лажеш. Многу си прозирна. Си мислиш,
Ако брат ми го убие Чичо, Мамо, што зборувате? ќе има користи за мене, нели? Не, никогаш не помислив на тоа, никогаш. Не си ти многу умна. Не си. Сте ме барале? Што има? Захар Иванич е многу болен. Дише тешко. Зошто веќе еднаш не го прибере господ дјавол да го земе? Очигледно не го преостанало уште многу. Почекаме тука. Лошо живеете тука, Михаил Василевич. Лош. Многу лош. Се испревртело, се. Како ли ќе се заврши се во ова? Не знам. А вие... На мама е многу тешко. А Чичко Прохор не сака да помогне. Тој и да помогне. Зошто се зачудивте? А тоа и е зачудење. Таткови, Захар Иванич, често пати велеше дека рускиот човек по навика глупоста ја прифаќа како совест. Ана Захаровна, Чичко Прохор ве вика кај него. Зошто? Нешто не му е во ред со срцето. Да, срцето. Задушување. Задушување, тоа Липа го знае. Што? Знаеш? Не можам. Зошто? Се плашам. Мислиш дека е греф? Па не е ли? Човек е тоа. Значи, да си го убиеш собственото дете, тоа не е греф. А туѓ човек е греф. Бебенцето, тоа не е ли човек? Бебенцето? Повторно за него. Јас не го жал. Внимавај, глупачке. Прохор знае за твојот греф. И вие знаете или вас ли треба да го треба? Зошто викаш? Намерно. Внимавај, глупачке, би можел јас така случајно. Слушај, сега е време. Сега е баш згодно. Ајде, измешај помалку од двете шишенца и дај му. И свати, тоа не е отров, тоа е лек. Разбираш ли? А потоа, збогум со здравие каде што сакаш. Ајде, Липа, слушај, ти си млада, можеш и добро да заработиш од тоа. Ајде, Липа, ти треба да си го проживееш твојот живот. Сега е време. И свати, без греф нема спасение. Без спасение нема покаяние. Ме сваќаш ли, Липа? Без греф не можеш да преживееш. Сваќаш ли тоа? Мнозина се обиделе спротивно, но не успеале. Разбираш ли? Кучка, се преправа. Каде отија? Каде е мајка ми? Кај Захар Иванич. Ти со кого зборуваш? Со себе си. Најпосле си нашол добар компањон. Само внимавај да не те изигра. Ти го прифатам тоа како награда за верната служба кај вас. Ти го како сакаш! Ако сакаш и како милостина! Нашиот родител привршува. Прохор Иванич пак припадна. А вие? Што се мотате вие тука? Па, и вие одите ваму таму. Повикај го те Цегор. Да. А ти? Што сакаш ти, Наталија? Наталија, Ю. Што рече? Ништо, не знам. Не знаеш. Ајде бегај, оди в соба. Таму е страшно. Зошто? Се слуша како грчи. Оди.
Оди. Нема зашто да се плашиш, сите ќе умреме. Павел, надвор. А Прохор припадна, велиш? Да. Слушна ли? Литва го отрула, чичко. Умре! Не знам. Не? Сега би требало да се повика полиција. Стој, каде? Ана, не се врти така. Дуња, веднаш доведи ја Липа овде. Ма треба доктор. Мол! Што направи грешничке? Што направив? Тој, сето тоа тој! Прв пат ли му даваш лекарства, че не знаеш колку треба? Пуштете ме живи, Господ! Знаеш ли дека за такви грешки се лежи в затвор? Како можеше да сгрешиш, а? Што ќе биде сега? Што ќе се случи со мене? Глупачка! Мол! Седи! Господи! А ти? Што се тресеш така? Тоа е грешка. Девојката му дала погрешно лекарство. Тоа се случува што? Не се случува ли? Господарот на домот умира. Паника. Девојката сама се збунила. И толку. Разбирам. Нема што да разбереш, твое да седиш настрана. Јасно! Ево те побрзо, чичко Прохор. Умрели? Што зборувате, не? Навистина, што значи тоа, Ана, откаде тој да умира? А тој се стркал од креветот. Господи, колку се уплашив. Се грчеше, икаше. Викаше. Ајде, доста. Оди кај неко. Мене ми е страв да одиме двете, Ана. Павел, надвор. Свести се, ништожничке. Не слушна ли? Жив е. Жив. Да пукнеш гнасо една. Да, грешка, грешка. Остави ја. Васа Петровна, јас тоа намерно го направив. Не, тој ме натера, тој! Мила моја, сожалете ме. Добро, добро, бегај. Бегај в соба. Јас не сум виновна. Добро, добро. Бегај од тука. Значи тоа мене аптекарот погрешно? Глупак! А јас ти се доверив. Внимавај на Липа, да не почни да брбори нешто. Разбра! Разбрав. Ево, се плашам да не ви пречам. Ете, пораснав, станав гувернанта, а која сум, откаде сум, не знам. Кои ми се родителите, се венчали ли, не знам. Се сама, сама. Која сум, зошто сум, не знам. А Липа се обеси! А кај нас е зима. Зима и зима. Мрачно и мрачно. Веќе не се надевам. Велик ден нема да има. Молкнувам, Господи, немај, безгласна сум. Што да зборувам и зошто? Веќе не знам што да правам. Не се сеќавам дали кажам дека господарите умреа, Олимпијада се обеси. Тоа се случи во зима, а ние пак ќе пиеме
Да пиеме чај, а? Па веќе е време. Остануваат уште 40 минути. Ма заеби ги тие 40 минути. Чие овој живот? Мој. Ке правам со него што сакам. Ако сакам. Не 40 минути. Цел час можам да прецртам. Цел месец траур. Господинче, нешто ти врие однатре. Толку е здодевно. Да пиеме чај не може, да играме карти не може. Ме фатија нервите ѓавол да го земе. Не поминале ни 40 дена од смртта на татко му, а тој карти. 40 дена, 40 минути, човек може да полуди. А јас денес полнам 48. Ајде, пак 40. Овој дом е како амбар. Целиот течи. Насекаде се слуша некакво шумолење. Глувци и голабите на Прохор. Ноќе нешто крцка. Значи куќата е сува. Се мишаат сенки. Липа. Таа оди. Ајде, мамо, не спомнувајте ја. Оди и оди. Но вие не верувате дека самоубийците одат, нели? Не знам. А и треба ли да знам? Мама верува само во парите. Глупав си ти, Семјон. Глупав. За кого ги натрупавме сите тие пари со татко ти? За децата! А тие? 5 пари нечина. Ти! Еден здрав внук не можеш да ми родиш, затоа молкни, некадарен! Е, затоа лажете! Семјон! Си имав ја здраво дете. Од слугинката! Па што? Важно имав? А што се однесува до Липа, вие ме втурнавте во незиниот кревет. И детето се роди мртво! Воопшто не се роди мртво, таа самата го... Па таа се и раскажала на Наталија. Зошто лажете, а? Вие ја исплашивте. И цел живот ја плашевте со тоа за детето. Затоа таа и собеси. Да! Слушаш ли што зборува, Ана? Семјон, како можеш да споруваш такви одвратни работи? Залудно и се подпикнуваш на мајка ти, Ана Захаровна. Нема да ти излезат сметките. Нема! Дори сега гледам колку тешко ви бива. Ништо не ми е. Не сум јас лутачка. А ти, гледај и учи. Понекогаш дури страф ми е за вас. Зошто? Не разбирам се. Нема човек кој се разбира. И мојава глава е полна со прашања. Брнчат како оси. А нема одговор. Нема решение. Нема решение. Оди кај Прохор. Почекај. И ти ќе почнеш да мислиш. Јас за да му го запазам здравјето на татко ти му дозволив да си има љубовница дома, а тој пак, овој мој голем греф, постојано ми го пикаше во очи и пак не си го зачува здравјето подлецот. Од многу курвање фати срамна болест. Навистина ли Липа го задушила детето? И што ако е вистина? Што требаше да сторам? Не знам, но морало ли да? И тебе да ти дојде преку глава и ти ќе го сториш истото, Ана. Ќе дозволиш ли туѓа крв да живее од твојот труд?
Мене такво нешто никогаш нема да ми се случи. Не сакам дури ни да помислам на тоа. Ке помислиш на се, мила моја. Ке помислиш на се. Мамо, Чичко му напишал 2 писма на син му. Ги испратили? Го вика тука. Кај нас? Него? И? Што ќе правиш сега со нив? Мислам дека не треба да се испраќаат. Точно така, пријателко моја. Не треба. Никако умна си ми ти. Продај ми ги. Мамо! 100 за 2 бидували 100. Земете ги, дури ми е навредливо. Не е навредливо, Ана. Глупоста е навредлива. Ти си мајка, запомни. А зарад децата ништо не е срамно. Запомни го тоа. И не е греф. Од мене да знаеш. Не е. Неверојатна сте. Сите мајки се неверојатни. Големи грешници и големи маченици. За нив е страшен само судот Господов. А пред луѓето нема да се покам. Луѓето живеат од нас. Запомни го тоа. На Богородица, нашата мајчица секи признаа. Таа ќе ме разбере. Таа нас грешните не жали. Да не ли таа така му рече на архангелот. Помоли, испроси од милиот син да заповеда да се мачам јас во пеколот со големите грешни души. Јас дојдов тука и се сметав поумна од вас, подобра. А ништо, ништо. Сметај се. Забележав. Но така и треба. Ако сгрешиш, да знаеш, се е во ред, Керко. Се. Слушај, ако парите на Прохор останат кај нас, ке има пари за твоите деца. Мамо, не треба. Ајде, не се преправај. Јас сум со наочари, се гледам. Вие секогаш ли вака директно? Да. И ти биди таква со мене. Ке треба да навикнам. Јас сум ти мајка. И на твоите деца сум мајка. Да. Ана, оди прашај го Прохор дали ќе пие чај со нас. Дуња. Чај. И водка. Што сакаш? Не можам да спијам. Тешко ми е на срцето. Пак дојде кај мене жената на продавачот. И? Плаче. И што од тоа? Треба да му простите на продавачот во помен на покојникот. Покојниците не учествуваат во предпријатието. И ти не се меше во него. Мене едноставно ми е жал за луѓето. Нема зошто да ги жалиш ако нив ги мрзи да работат. Јасно? О, Господе, Господе, што направам со него? Мирисаш на вино. Да, мирисам. Мила е кај Чичкото. И што? Се смирија. И? И што? Жал ми е за тебе. Зошто? Си личиме. Си речиме. Па јас не знаев дека и ти си грбава. Судбината си личиме. И двајцата сме умни. Мама ме смета за глупачка. Жена сум на покојникот, а живеам како слугинка. Па мене ми е гајле. Ама како и со тебе е истото. И тебе никој не те слуша. Воопшто не ми е гајле. Воопшто не ми е грижа. Ќе заминам одовде. Ќе одам в град. Ќе одам во Москва и воопшто не ми е грижа ни за куќата, ни за имотот, за ништо. За ништо не ми е гајле. Шпионираш! Мама ја учи да шпионира. Што зборуваш за ми он? А што правеше таму зад вратата?
Фатија таа подлизурка и удрија по вратот. Ама зашто така? Јас едноставно си носам вести, разговарате си, велам да не ви пречам, како би можела ја да ви Нема ти повеќе мене да ме измамиш. Точно така, тој самиот е голем мајстор во прислушкувањето. Каков е овој скандал? Да, шпионираше. Пуштете ја, Семјон! Овде многу сака да ги мачат луѓето. А ти не сакаш, а? Бе, Стефање, и сега што? Сега, да смислиме некаква казна. Да и го фатиме носот со вратата. Да го испие целото шише со водка. Семјон, остави ја! Доволно беше. Дуња, излезете. Се појави уште една шефица. Привремена. Овде се е привремено. Ана, ти, што се прчиш толку? А ти бе, лајно едно. Уште веднаш ќе пуштам две мачки во гула барбика. Павел! Немој да го нервираш, чичко. Што ти е тебе, која си ти, што туку се мешаш? Поголемата сестра. Остави го сега, ќе му ја треснам една. Ана, залудно се вртиш во овој дом. Вие, сестричке, сте ја загубиле играта. Таа е овде привремена. Се е овде привремено. Ти, одамна го зеде својот дел и толку. Твојот танц заврши. А што ќе се случи овде само за една недела? Ништо нема да се случи, чичко. Јас ќе ви кажам што ќе се случи. Да одите вие двајца по ѓаволите, тоа ќе се случи. Замолчи, мајмун еден! Чичко, престанете. Павел, не треба да го нервираш, чичко. Со него може да се случи нешто лошо. Не му зборувај така, тој тоа намерно ќе го прави. Знаеш дека тоа е штетно за него. Докторот не предупреди на тоа. Тој може повторно да припадне и да умре. Види ја продолжува. Зошто не гледаш дека сите се свртени против мене? А зошто? Кој е тука против вас? Ние да не сме злосторници. Павел е злосторник. Ајде, господарка, а? Се уште не. Да сте жив и здрав! О, Бисмарк, здраво, Семјон. крлеж еден! Ти ли го врати на работа продавачот што го исфрлив? Јас. Ценам дека тој е добро момче. Жена ти ли те замоли? Наталија нема врска со тоа. Јас го замолив Семјон. И што? Опа, Васа станува тешко. Жал му е човек и да те гледа. Благодарам. А ти, подобро мисли на себе. Ќе помислам, само да видам како ќе се справиш со оваа тајфа. Велат дека рускиот човек бил добар и мек. А зошто ние да не сме злобници? Кој е тука злобен? А ти што мислиш? Злобни сме или не? Не знам. Според мене ти ја кажа вистината. Овде нема злобни луѓе. Да предпоставиме. Нема! Сите се овде несреќни. Несреќни се затоа што не може да сакаат ништо. Лажеш, лажеш. Јас сакам, јас. Никој не знае што е добро. Точно тоа никој не го знае. Људмила, А што е тоа добро, умнице? Вашата градина, мамички, е нешто добро. Од мала ја сакам и секогаш ќе се шетам низ неа. Ве сакам и вас, што сте украсиле земјата со неа. Некогаш ми е страшно со вас. Људмила, Остави ја. Не плашете се, татко.
Štom ja pogledam gradinata, ja se razbiram. Vije, mamo, znajete što je dobro. Vije. Osven vas tuka nikoj ne zna što je dobro. Da pretpostavim... I nema da doznate. Nikogaš. Sve što je ubavo pominuva po krajnjev. Po druga ulica. Видя ти неја пророк. Сака нешто, а не знам што. Та и Ана и се пикаат на мама. Се спремаат да молат за нешто. Ти, момче, подобро да си мислиш во умот, отколку гласно. Тој нема од што да се плаши. Ју! И што значи тоа твое глупаво ју? Ју? Тоа едноставно е ју. Глупак. Да ти даде Господ убави деца, Људмила. Од него? Може ли од него да си има убави деца, мамички? Ќе те убијам! Ќе те убијам! Што е? Што е? Вие сте на нејзина страна? Дайте ми го моето и проклети да сте! Молк! Што е? Што е? Сите ме мразам! Сите ќе ме запалам! Што е? Ти си мајка, ти? А чичко ми? А брат ми? А жена ми? Што сте вие за мене? А ти? За сите нас? Ме давите како кучиња што дават зајак. Дайте ми го моето и ќе исчезнам. А што е тука твое? Како што? Се е негово и на Семјон. Вие молкнете, Наташа! Зошто? Ти рекоа да молкнеш, црвец. Семјон, зошто така зборуваат со мене? Изведете ме, не ми е добро. Ние да не сме мали! Секој треба да живее како што сака! Ана, изведи ме. Почекајте, чичко. Мамо. Мамичке! Људмила, помогни ми. Људмила, дојди тука. Наталија! Михајло! Павел, гледаш ли? На чичко пак не му е добро. Јас сум овде. Господар. Јас, грбавиот. Да пукнеш. Да даде Господ да пукнеш. Михајло, изведи ме, тој ќе ме убие, Михајло. Ќе те убијам. Ќе те убијам. Смирете се! Павел, престани, мамичке, тие се трепаат.
Ti mene taka, a? Ja s tebe odamna. Što se sluči, Pavel? Ti velek, Pavel! Ajde, dosta, mamičke. Dajte voda. Topla voda li? Da na srce to. To bi trebalo negovati soba. Tok mu taka. Ajde, Semjon, što stojiš, podignete go. Semjon, kaj se pikaš? Ti je namerno go nasaska, Pavel. A što saskaš ti kako zmija? Znači, za vas sum zmija? Što reče ti pred malku? Mamičke, ajde, dosta ako sakate. Što da sakam? Ne bi sme nije slugi. Сега сме ние, господари. Надвор. Семион! Та ми вика. Ајде, доста, мамичке. Јас имам веќе 27, а тој 24 години. Јасно? Што е? Што ме гледате така? Како и да ме гледате, законот за полнолетство, сега синовите се наследници. И то, и не ми се правете многу важна. Павел, оди види како е чичко ти. Не, нема да одам. Не сакам да одам. Точно така. Од сега ќе биде како што сакаме ние. Глупав си ти, Семјон. Глупав. Ајде, доста со тие ваши навредливи зборови. Може би сум глупав, но според законот јас сум господар. Јасно? Мамо, изгледа чичко умре. Сега се станува наше. Молк! Ете, Павел, стигна до крајот. Семјон, па јас не сакав, ете, така, може би само малку се напив. Павел, што сега, братче? Павел, кажи искрено, тие те натера да го таку убиеш чичко? Ајде, оди по ѓаволите. Не измислувај. Павел, гледаш ли што направи? А те предупредував да не го гибаш. Да, така што го поттикнувавте. Абе, ајде оставете ме, јас не сум виновен. Бог ке суди кој е виновен. Прохор умре. Раката! Семјон, раката! Каде чија рака? Што зборуваш? Раката на Михајл Василевич! Раката, ништо не ми е. Ја удив од кваката кога го пренесувавме мртовецот. Инаку, колку за ваше знаење, воопшто ништо не ми е. А сепак, ви благодарам на внимание. Ајде. Замолчете сите. Јудмила, престани. Павел, сега што? Што ќе правиме сега, а? Ти знаеш, семејството не ни е многу сложно и нема начин да не си ги покажеме Валканите алишта. А кога ќе почнат и озборувањата? Ајде, оставете ме. Ќе дојде и полиција, нема како. За пари се работи. Чичко ти во предпријатието имаше 100.000, па и повеќе. Опа, само така, Молк, а познато е дека тој сакаше да си ги земе. И сами одгледаш колку е заплеткано. Те предупредува, не го гибај, ќе го убиеш, а ти намерно. Свесен ли си каков греф направи? Ајде, оставете ме, не туку ми ја вадете душата.
Ей! Ама вие... Што? Сакате да ме предадете? О, не, па тоа не може така, мамо! Симеон, Ана, па не може тоа така! Се разбира ќе те заштитиме пред луѓето, но како ќе се оправдаш пред Бога? Знаеш ли што ќе те советувам? Оди во манастир. А ова е добро. Молк. Ама како така не сакам, мамо, па Симеон, Ана, па речете и... Добро ќе платам. Таму ќе живееш спокојно и без навреди. Ќе свикнеш да се молиш на Бога, ќе се молиш и за нас. Людмила, па зарем не гледаш како постапуваат со мене, а? Лицето, видете и го лицето, погледнете колку е радосна. Мамо, многу убаво ме оженивте, многу убаво ме оженивте. Ти самиот сакаше, не помниш ли? Сакаше да се колиш. Па така беше и јас помнам. Молк, Павел. Треба да станеш монах. Така е подобро за тебе, а и за сите нас. А јас ќе бидам сигурна дека мојот син живее на спокојно место и честно. Размисли малку. А потоа ја чекам твојата согласност. Еј, ти! Ти на мојата пропаст се подсмеваш. Ова никогаш нема да те го заборавам. Никогаш! Не, Павел. На својата слобода. Ти сепак си човек. Ако има Ронка Добрина во тебе, ослободи ме. Ослободи ме во името на Христа. Ке те помнам секогаш подобро. Павел, гулапче. Што? Ослободи ме. Што, ќе сакаш да добиеш развод? Па, добро, јасно. Еј, ти! Вешталке! Зашто така со мене? Како да сум мртов, а? Мамо, нема да одам во манастир, тоа да си го заборавите. А оне за полицијата ме лажете. Ме лажете, сакате да ми ги земете моите пари. Дајте ми ги моите пари, ќе исчезнам. Дајте ми ги, никогаш повеќе нема да се вратам, никогаш. Ќе станам јас богата, вие питачи. Ќе дојдете вие, ќе ме молите за милост, ама јас ќе наредам да ме испрлате низ прозорец, ќе гледам како ме брка. Дајте ми ги парите и готово. Јас пари не давам. Како? Тоа не може да биде. А, не. Ќе дадеш. Тука има закон. Тоа е наследство, мамичке. Вие сте лишени од наследството. Се е препишано на мене. Точно така. Документот е фалсификуван. Како полна и неразделна собственост. На тестаментот присутни беа отец Егор, Антип Степанов и Мухоедов. Мамичке, подобро покажете го документот. Каде е документот? Оригиналот е кај наторот, а за вас има по едно копие. Едно за тебе и едно за тебе. А мене воопшто не ми е грижа, се едно ми е... Не верував јас во собствената слобода и ете на што излезе. И? Сега што, Павел? Сега што? Ништо што? Што, ме напикавте в ќош. Добро па, монасите не живеат на небо, живеат на земјата. Да видиш и тоа како живеат. Да. Людмила, биди љубезна и... Да, ти веќе се прости со мене. Те молам, ако сакаш... Бакни ме уште еднаш. Само не ме допирај со рацете. Мавни се! Сотоно! Сотони! 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 Значи, мамичке... Надвор. Да. Надвор. Да. Ти не можеш да живееш сам со таа глупачка. Да. Без мајка. Да. Надвор. Мамичке, Марш!
Простите. Бегай от тука, може многу да ти се налутам. Не е таму, не е таму, не е таму! Бегай од другата врата! Ќе дозволите да направам обија по повод смртта на Прохор Иванович? Направи! Што ви е? Ништо не ми е. Вода. Студена. Да. Татко. Вода. Се измачивте. Изморена сум. Како ви текна да она за манастирот? Тоа беше чудо. Како ми текна, со години мислам каде да го сместам. Толку ноќи не сум спиела. Нема чуда за нас. Нема. Се си должиме себе си. Брзо пийте, мамо. Господи, во куќата покојника јас ништо не чувствувам. Мамичке, вие сте волшебнички. Се радуваш ли? Ми се чини дека повторно почнувам да живеам. Живеј со мене. Најди си некој добар човек. Ке те омашам. Народи деца. Ке ги признам за внуци. Те сакам јас, тебе те сакам. Пийте, мамо, пийте. И ти, Ана, доведи ги внуците. Не можев со синовите, со внуците ќе живеам. Пийте. И градината нема да пропадне. Ке се растрчаат по неа вашите деца, нежни зверчи. Што е тоа? Ништо, мамо. Ништо. Ништо. А мене ми се пристори дека е. Керки мои, зошто? Многу зла сум натрупала, многу гревови, но вие ме сакате, нели? Не барам многу, само малку. Сепак сум човек. Син ми, мојот син, вика. Нема ништо, мамо. Насекаде е тивко. Успокојте се. Нема да најдам мир. Нема да најдам. Нема.
Zima. Temno. Тука веќе нема никој. Нема. Човекот. Празнотија без дно. Ништо не може да ја наполни. Ништо. А што? Е тогаш животот, освен едно очајание. 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 Очајание.